Новоизбраниот претседател Доналд Трамп имаше топли односи со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган за време на првиот мандат на американскиот лидер. Сега со враќањето на Трамп на власт, наблюдувачите велат дека турскиот лидер гледа голема можност. Двајцата харизматични лидери ќе отворат нови патишта, нови прозорци не само во Турција, туку и во НАТО, особено со Русија. Според мене, ако вака оди позитивно, Турција, исто така и САД, може да ја запрат војната во Русија и Украина. Ердоган сака да игра улога во завршувањето на таа војна, имајќи ги предвид неговите блиски врски со украинскиот претседател Володимир Зеленски и поконтроверзно со Владимир Путин, однос што најде на критики од партнерите на Турција во НАТО. Трамп даде предизборно ветување за брзо завршување на војната во Украина. Аналитичарите велат дека таа цел може да се усогласи со целите на Ердоган да го запре конфликтот и да биде сместен за важен посредник. Трамп ќе се залага за преговори во руско-украинската војна и мислам дека тоа е нешто што Турција од секогаш го предпочитала. И навистина, претседателот Ердоган сака да игра улога во тоа, клучна улога, да биде домаќин на можни преговори, но и повеќе од тоа, да игра некаква улога што ќе го возможи тоа. Клучен приоритет за Ердоган, велат аналитичарите, ќе биде Трамп како претседател да стави крај на американската војна поддршка на сириските курдски сили, познати како ЈПГ, кои се борат против терористичката група Исламска држава во Сирија. Анкара ја обвинува групата за врски со курдската милитантска група ПКК, која се бори против турската влада во југоисточна Турција. Ердоган мисли дека, како него самиот, и Трамп е прагматичен лидер, што може да ги остави настрана принципите и слични работи, што ќе им овозможи на двете страни да се договорат со тоа што ќе земат и ќе дадат нешто за што ќе имаат корист двајцата. Но наблюдувачите велат дека израелската војна против Хамас и Хезболах представува закана за односите на Ердоган со Трамп. Трамп е цврст поддржувач на Израел, додека Ердоган ги поддржува палестинците. Иако Трамп зборуваше позитивно за Ердоган, можете ли да сметате на неговата поддршка? Например, што ќе се случи ако има ескалација на Блискиот Исток? Со поларизацијата на Израел и Турција, што е сега случај, и со однесувањето на Трамп, многу е јасно дека администрацијата на Трамп ќе биде закана за Турција. Аналитичарите велат дека Ердоган гледа можност во второто претседателство на Трамп, но истите аналитичари велат дека сложеноста што е инволвирана значи дека таа можност не доаѓа без ризици.